make decisions. It's what we do, it's what we do. Wildlife, wildlife. When it's bad, it ain't bad enough. I'll be your one and only. Like animals, locked in a zoo. Oh, giving freedom a day and night. Почитувани гледачи, добро утро повторно, еве не повторно заедно во последниве 10 дена и уште еднаш заедно со најдобрите кошаркари на NBA лигата, кошаркарите на Чикаго Булс и Феникс Санс. Пети надпревар од серијата на подобар од 7, ако ги има воопшто 7, кој ќе го реши прашањето на 47-миот првак на NBA лигата. Представувањето на првата петорка на кошаркарите на Чикаго Булс. Да не ги кажувам повторно, секако ги познавате, оние што не ги знаат секако не седат во 3 часот изутрина да ја следат оваа средба. Но еве, и ќе ги кажеме Джордан Пипен, Грент Армстронг и Картрайт на едната страна, а на другата Баркли, Думас, Маерли, Кевин Джонсон и Марк Вест. Пети надпревар кој што може да реши се, но и не мора. Пети надпревар во кој екипата на Чикаго Булс може да дојде до третиот шампионски прстен или пак со евентуална победа на Феникс, да гледаме уште најмалку еден надпревар, меѓутоа наредниот пат во Америка Вест, арената во Феникс, државата Аризона. Интимно би сакал да победи Феникс. Се разбира за да ги гледаме уште овие магионичари подобрачите, меѓутоа прашање е дали ќе успее, иако кошаркарите на Феникс не беа многу разочарани од поразот во четвртиот надпревар, велеа дека пружија се од себе и дека со таква игра секако ќе слават денеска, меѓутоа не сум многу убеден во тоа, ќе видиме што ќе се случи. Еве не и на самиот старт од надпреварот, значи почетните петорки ги кажавме, тренерите се познати, Фил Джексон и Пол Вествал. Почетот на првата четвртина и првиот напад според реакциите на публиката, а сега веќе гледаме за домакините, за екипата на Чикаго Булс. Хорас Грент под обрачот. Скоти Пипен беше во обид и го бележиме првиот скок на Чарлс Баркли. За него и неговите скокови во текот на надпреварот ќе кажеме многу повеќе, но да го видиме првиот обид за 3 поени. Неуспешно и скок на Майкл Джордан на спротивната страна. Во напад Чикаго преку Скоти Пипен. Армстронг. Хорас Грент ја смирува ситуацијата, а сега Бил Картрайт. До него Марк Вест. Грент за 2 поени. И скок на Ден Маерли. Кевин Джонсон, кој во минатиот надпревар повторно се сведе на она ниво од првите 2 средби, кога беше во најмала рака катастрофален, па едно одигра како што треба. Да видиме што ќе направи оваа средба. Ден Маерли. Атрактивно, но непрецизно. Марк Вест. И Думас тамо во 2 обиди да постигне поени и натаму и едната и другата екипа без поени. Надвор од теренот, Армстронг. Надпревар, велам, кој што може, но и не мора да реши се. Ќе видиме во самиот тек на средбата, а тоа што го реши четвртиот надпревар беше секако
кошаркарот во Белград со број 23, Майкл Џордан. И првите поени на оваа средба ги постигнува Чарлс Баркли. Во четвртиот надпревар 32 поени и 12 скокови, најдобар во тимот на Феникс Санс, меѓутоа тоа не му донеси и победа. Пред оваа средба Баркли изјави дека нема друг резултат освен позитива за нив и беше убеден дека надпреварот ќе се пресели во неговата сала во Феникс. Велам искрено и јас би сакал, меѓутоа ќе видиме што ќе се случи. 4:0. Не влезе на време камерата во овој напад, не видовме кој ги постигна, ми се чини дека беше Кевин Џонсон и 3 поени на Майкл Џордан. Майкл Џордан во претходниот четврти надпревар постигна 55 поени. Останатиот тим 56, значи само еден повеќе од него. Не верувам дека и на оваа средба ќе го направи истиот подвиг, сепак и Майкл Џордан е човек, и тоа човек од 30 години. Не верувам дека за 2 дена ќе успее да го реанимира својот организам и да одигра така фантастично како на четвртата средба. Меѓутоа, почетокот ме демантира. 1-3 и еве прекрасната асистенција до Скоти Пипен. Во напад Феникс Санс. Баркли, четврти поен на Баркли. Осум спрема 5 за Феникс. 3 минути помина од првата четвртина. Картрайт. Майкл Џордан, пети поен. Осум спрема 7. Феникс инатемо во водство. Марк Вест. 10:7. Не му се допаѓаат овие поени на Фил Џексон. Лична грешка на Барк. Очигледно го закачи тука Картрайт. Правилна одлука на судиите. Ова е петиот поен на Майкл Џордан. Први поени за Бил Картрайт. Многу ретко му се случува да постигне поени, меѓутоа од време на време и тој знае да ја упати топката таму каде што треба. Екипата на Феникс во последните 5 напада прецизна. Тоа беше она што го видевме на екраните, а сега лична грешка и ми се чини дека поените треба да важат на Бил Картрайт. Се извинувам. На Чарлс Баркли. Личната грешка ќе му биде запишана на Скоти Пипен. Чарлс Баркли до сега 6 поени во обид да го постигне седмиот. Барем во оваа фаза од надпреварот поефикасен од Майкл Џордан. До сега не му се случи, само на третата средба беа израмнети обајцата по 42 поени и Чикаго во последните 4 напада ефикасен. Скоти Пипен успеа да ја расипе оваа статистика на Чикаго, а скок бележиме на Ричард Думас. Баркли и Хорас Грент, удвојување од Майкл Џордан, одлична асистенција на Кевин Џонсон и атрактивно Ричард Думас. Тоа е задачата што треба Кевин Џонсон да ја врши. Да дели топки, а не да се пика со главата против биковите. Не иде. Не го личи, што би се рекла. Останува во напад Чикаго. И еве го првиот тайм-аут. Фил Џексон, очигледно незадоволен од почетокот, го зема првиот тайм-аут на оваа средба. Орландо Меджик.
Продолжува играта. Баркли 7 поени, Джордан 5. Во напад Чикаго. Бил Картрайт постигна 2 поени. Инаку измина времето, доколку постигнеше поени, Скоти Пипен немаше да важат. Веднаш по тајмаутот не вроди она што на што ги упатуваше своите кошаркари Фил Джексон. Да видиме што ќе прават во одбрана. Чикаго 3 загубени топки, Феникс за сега сигурен во тој поглед. А Баркли го постигнува својот 9 поен. Одличен почеток на сер Чарлс Баркли. 17-9, 8 поени предност за гостите од Феникс. Решени да се игра уште. Решени ова да не биде последниот надпревар од годинашно во финале. Картрайт ја загуби топката, меѓутоа Скоти Пипен како на Федери веднаш ја смести тамо каде што и требаше да влезе. Скоти Пипен 4 поени, Джордан 5 и тоа се поените на Чикаго. Феникс и натаму прецизен во нападот, 8-те последни напади, 8 пати прецизни, сега Баркли се потруди да го расипе просекот, а Феникс останува во напад. Кевин Џонсон, 4-ти поен на плеймейкерот на Феникс Санс. И сега нападот преку Майкл Џордан во вториот обид за 3 поени неуспешен. Марк Вест како да си направи чекорчиња, но продолжува во напад. Феникс за кратко. Сгреши Ричард Думас. Не може за 3, а не може ни за 2. Дали е досудена лична грешка на Скоти Пипен? Лична на Хорас Грант. Не беше тоа Пипен. Пипен беше зад Кевин Џонсон, Хорас Грант пред него. Очигледно тој ја направи личната грешка. 19-11. Убаво решение кон Думас и овој го постигнува својот 4-ти поен. 21-11, највисоко водство на екипата на Феникс. Цели 10 поени на 5 минути, не цели 5 минути до крајот на првата четвртина. Бил Картрайт нема поени. Маерли до Думас и досудена е топка за екипата на Чикаго. Имаше тука дуел, имаше допир, меѓутоа судиите решија тоа да не го свирнат. Мислам на лична грешка на Пипен и во напад е Чикаго. Пипен повторно со забивање го решава проблемот противничкиот кош. 21-13, 4 минути и 21 секунда до крајот на првата четвртина. Од 15 удари, 10 прецизни, 67%, од 12, 50% прецизност на Чикаго, а 67 на Феникс. И тоа нормално се очитува во резултат. Кевин Џонсон, 6 поен. Одлично го започнува овој надпревар. Игра во стилот топло-ладно. Повеќе ладно отколку топло, а уште една атракција на Пипен и Џордан. 7 поен на Џордан. 23-15. Маерли досега не постигна поени, но затоа тука е Ричард Думас, 6 поен, убаво го следи Баркли и Џонсон. Думас и Џонсон по 6, Баркли 9. Повторно 10 поени предност. Майкл Џордан ролинг, меѓутоа неуспешно. И сега ќе гледаме атракција на спротивната страна. Добро е што издржа оваа конструкција.
27 спрема 15, уште едно највисоко водство на Феникс, 12 поени. Пипен. Нема поени од Пипен, Ричард Думас ја прифаќа топка. Баркли реши да влезе и да ја извади до Маерли оваа топка. Првиот обид на Маерли за 3 поени неуспешен. Баркли помалку срекно, меѓутоа и тоа се смета како скок. Му дојде топката во раце. И Кевин Џонсон фрли еден бунар. Непотребно, имаше време за овој напад, а тайм-аут уште еден за Фил Џексон. 12 поени на нецели 2,5 минути до крајот на првата четвртина превар, а најефикасен беше на третата, кога постигна 28 поени, од кои 6 тројки од 8 обиди. Продолжува надпреварот 2 минути и 25 секунди до крајот. 12 поени предност за Феникс, 27 спрема 15. Во напад гости. Уиграна акција што ја завршува на атрактивен начин дебитантот Ричард Думас. 14 поени предност. Неверојатни, никој не очекуваше, меѓутоа Феникс и игра својата игра. И тоа многу ефикасно. 29 спрема 15 и уште една загубена топка на екипата на Чикаго. Нема потреба од брзање, мене ако ме прашаат. За среќа Марк Вест победи, меѓутоа при резултатот 14 поени предност секако треба да се игра долг напад, 31 спрема 15. Уште 1 минута и 50 секунди до крајот на првата четвртина. Виде не виде, не му оди на Џордан и на Пипен, се реши Армстронг и ги постигна своите први поени. 31 спрема 17. Ден Маерли удвоене, убаво решение. А Ричард Думас 10 поени, само еден помалку од Баркли. Овие двајца и најефикасни на надпреварот во досегашниот текст, се разбира. Армстронг. Џордан убаво започна, ама го снема некаде во последниве неколку минути. А Скоти Пипен го постигнува 8-миот поен. Се игра последната минута од првите 12. Баркли и Грент. Нема удвојување. Дури сега дојде тука Армстронг, но на среќа на Чикаго Баркли непрецизен. Досудена е лична грешка на Ричард Думас. Еве уште еднаш на уиграна акција на кошаркарите на Феникс. Веднаш по тайм-аутот, а ова е реакцијата на Френк Џонсон, ако не се лажам. Многу интересна, да го стави човек на шпица. Еве го сега во игра. Излегува Марк Вест, а на спротивната страна Џон Пексон е во игра, вообичаена замена. Кога влегува Френк Џонсон, влегува и Џон Пексон, да се одмори Армстронг од оние дуели со KJ, со Кевин Џонсон. Може би не е тоа историски дуел меѓу Армстронг и Џонсон, меѓутоа секако еден од поинтересните. Останува во напад Феникс на 27 секунди до крајот на првата четвртина. Ми се чини дека имаше овде лична грешка во напад. Иако и Пипен претера во паѓањето. А овде можеше и 3 секунди да се свирнат. Последни 15 секунди од првата четвртина. Кевин Џонсон. И уште еден бунар на Френк Џонсон. Нема поени.
Одлична игра на екипата на Феникс Санс. Во првата четвртина Чарлс Баркли 11 поени, 2 скока. Од 8 обиди 5 пати успешен, а резултатот е 33 спрема 21. Џордан е величина, Џордан е најдобар кошаркар во светот во моментов и секако дека и на оваа средба ќе ги дочека своите 5 минути, меѓутоа дали тие ќе му донесат и титулата на Чикаго, допрва ќе видим. Френк Џонсон е во игра и на почетокот на втората четвртина. А сега Чарлс Баркли со Стейси Кинг ќе се бутка по добрачот и во вториот обид поред непрецизен. Стейси Кинг 210 сантиметри, крај него е Ричард Думас од 202 и нормално Кинг лесно е одгорешава проблемот наречен Думас, а чекори прави Кевин Џонсон. За него имам една интересна статистика, во претходните 4 меча дури 19 грешки, во просек по 5 пати ја губел топката на надпревар, а најмногу во третиот меч 7 пати. Пол Вестфал сега веднаш реагира да го смири на клупата. Тој е млад кошаркар, многу темпераментен. А Чикаго преку Скот и Пипен, ова ако не се лажам му е трето забивање. Публиката на нозе, делириум и резултатот намален. 33 спрема 25, од минус 12, сега е минус 8, значи плюс 4 во втората четвртина. Џон Пексон прави лична грешка, по мое, а по судиите мртва топка. Уште еднаш на радост на публиката и оваа одлука на судиите ја поздравуваат како претходниот кош на Скот и Пипен. А Баркли нема да дозволи вака да продолжи. Мора некому да му се закани, да му каже дека така не иде. Ми се чини дека беше во разговор со судијата. Френк Џонсон спасува. Баркли и Скот Вилијамс. Блокада на Майкл Џордан. Многу радост за публиката на почетокот на втората четвртина, како во нападот, така и во одбраната. Џон Пексон за 3. Прецизно. И Пол Вестфал високо подигнати раце, бара тайм-аут. Не може тоа така да продолжи. Само 4 поени предноста, на полувремето беше 12. Блокиран Оливер Милер од Майкл Џордан. Во втората четвртина ми се чини Феникс не успеа да постигне поени. Така е 33 спрема 28, а 6, поточно 7 поени од Баркли од Џон Пексон. Меѓутоа се изборија кошаркарите на Феникс по таа мртва топка да останат во напад. А да видиме дали најпосле ќе ги постигнат првите поени во втората четвртина. Во игра и Дени Ејнч. Кевин Џонсон нема поени. Оливер Милер тамо се бореше, меѓутоа срекна топката до Џон Пексон. Стейси Кинг преку Баркли и Ден Мајерли ја собира оваа топка. Најпосле и Чикаго промашува во втората четвртина. Еве Феникс Санс во последните 6 напада непрецизни, а ова Баркли нема да пропушти да го поентира. Негов 13 поен, први во втората четвртина и први воопшто на Феникс во втората четвртина, 35 спрема 28. Џордан бара топка. Пипен сам. Оливер Милер скок. Мајерли.
Мора да се упати удар веќе. Маерли непрецизно, меѓутоа Милер тамо и уште еден офанзивен скок на Чарлс Баркли, ќе има лична грешка на Майкл Џордан. Баркли најсилен, најумешен меѓу тројца противнички кошаркари. Ја дофати таа топка, меѓутоа Џордан направи лична грешка. Стейси Кинг излегува од игра и време беше да се врати Хорас Грант на теренот во напад Феникс. Милер далеку од рекетот. Баркли до Милер. Од третиот обид Оливер Милер успеа да поентира. 37-28. 9 поени предност. Полека Феникс се доближува до онаа предност од првата четвртина, 12 поени. Убаво се снајде овде Милер, покрај Скот Вилијамс и Хорас Грант. А овде баш и не се снајде како што треба, лична грешка. Би рекол непотребно и веднаш ја напушти играта, а влегува Марк Вест. Каква е тоа борба под обрачите, тама двајца кошаркари легнаа на паркетот. Џордан за 3 поени. Ден Маерли скок. Сега Пипен го јавна малку Кевин Џонсон. Марк Вест имаше лична грешка, тука Скот и Пипен сам ја подигна раката. На линијата за слободни, центарот на Феникс Санс. Марк Вест, 210 см, 32 години, а публиката го поздравува влегувањето за прв пат во годинашново финале на Вил Пердју. Како да влегол не знам кој, Вил Пердју. Слободен е инаку по оваа сезона, ако се најде клуб што ќе плати обештетување, верувам нема да биде ни големо. Вил Пердју 214 см, 27 години, а 4 професионалеците ги мина во екипата на Чикаго Булс. И Били Џеј Армстронг во игра на местото на Скот Вилијамс. Не се снајде во досегашниот тек од играта Вилијамс. Најдобра игра пружи ми се чини на вториот надпревар. А еве го учинокот на Марк Вест во финалето. 19,3 минути, 6,3 поени само. 10 поени предност. По серијата од 7:0 на Чикаго следи серија од 6:0 на Феникс. Џордан се решава да ја прекине, меѓутоа неуспешно. Повторно Пексон за 3 поени и повторно успешно. 6 поени на Џон Пексон, сите постигнати удари за 3 поени и уште и 100% сигурност од два пати, од два упатени удари, два пати прецизно. Џон Пексон, кого во орбита го isfrли финалето 1991 година, кога во решавачката пета средба во Лос Анџелес, од последните 12 поени на Чикаго постигна 10 поред и му ја донесе првата титула на овој тим. И неверојатно, од 3 обиди, 3 пати прецизен и уште еднаш високо подигнати раце на Пол Вествал, 9 поени на Џон Пексон. Инаку миленик е на публиката, многу ретко го користи својот шут, меѓутоа кога ќе упати удар, многу ретко греши. Ајде да кажам уште еднаш, рака Чикаго дојде само еднаш во водство, кога Џордан постигна 3 поени, беше 5:4, но генерално земено Феникс игра одлично во досегашниот тек од средбата, иако продолжи вака, Белам интимно би сакал да победи, за да гледаме уште дуели
меѓу овие изморени кошаркари, но ќе видиме како ќе возврати Чикаго. Кевин Џонсон. Дени Линч. Убаво се направи, само не упати прецизен удар. Чикаго преку Џордан возвраќа. Крај него Кевин Џонсон. Во третиот надпревар добро го држеше, ова добро релативно може да се свати. Џордан постигна 44 поени. Останува Чикаго во напад, тоа ни го каже и спикерот од ова сала. Спикерот кој според некои статистики во NBA лигата е убедливо најлош во сите 27 сали во NBA, а најавувањето на играчите е окарактеризирано како неартикулирано. 38-36, сега само 2 поени предност за Феникс, катастрофален процент на успешно упатени удари во оваа четвртина, само 2 од 11. Ова се поените на Џордан, први во втората четвртина, а вкупно 9. Вил Пердју направи лична грешка. 9 поен на Кевин Џонсон. Еве го и 10-тиот. 40-36. На половина сме од втората четвртина. Нешто повеќе од 6 минути до крајот на првото полувреме. Майкл Џордан ја исправа грешката на Хорас Грант на задоволство на публиката. 11 поен на Џордан. 4 поред. Ричард Думас. Корок од далечина. 12 поен на дебитантот Думас. За 3 поени Армстронг. Многу често си доаѓа на ова место, како да му е коњак ова место. 42 спрема 41 и сега само 1 поен предност за Феникс. Во обидите за 3 поени, 4 пати Феникс неуспешен, нема постигнато ниту една тројка, а од 8 обиди 5 пати ударите на Чикаго завршувале во мрежичката. Пексон бара лична грешка, како да заборави на она што ја направи он против Баркли. Меѓутоа судиите се решија само на аут за Чикаго. Последни 10 секунди од овој напад на Чикаго Булс. 13 поен на Майкл Џордан и ми се чини дека во водство премина Чикаго. Така е 43 спрема 42. Делириум во салата, одушевена публиката. Одлична игра на Чикаго во втората четвртина. Баркли и Хорас Грант повторно. Убава асистенција, само уште да погоди Кевин Џонсон, меѓутоа не му оди од рака во оваа четвртина. И сега Чикаго во обид да оствари својата најголема предност на оваа средба, успева во тоа. 3 поени предност благодарејќи на тројката и сега на 2 поени на Армстронг. 45 спрема 42. Баркли, тројца крај него, нема поени, но има лична грешка. Убаво го излета тамо Ричард Думас. А Скоти Вилијамс во улога на диригент на публиката
кога веќе не е на терен, тогаш на друг начин да им помогне на своите соиграчи. Чарлс Баркли, кој друг би ја прекинал серијата на Чикаго, и во игра се враќа Ден Мајерли. Излегува Ден Линч, многу лошо одигра. Излегува и Џон Пексон, испратен со овации. Кевин Џонсон и Чарлс Баркли проигруваат, и најпоследно влегување на плеймейкерот на Феникс Броди Соплот. Негов 12 поен. 46-45, повторно водство на гостите од Феникс. Ден Мајерли од изборено изгледна ситуација успеа да промаши. И тоа е уметност од подкош да успееш да утнеш, меѓутоа Мајерли, верували или не, се уште нема постигнато ниту еден поен. Еве го во обид за 3 поени. За прв пат на оваа средба и убаво започнува. Да видиме само дали ќе продолжи сега вака. Ова е трети поен на Ден Мајерли. Трети поен. 3 поени на Ден Мајерли, 49-45. Хорас Грент. И тој нема постигнато поен. Мајерли ги постигна своите, ама Грент ќе причека уште малку. Што му треба на Баркли да води топка. Има тука други задолжени за тоа, и еве ги поените на Ричард Думас. Негов 14 поен. Играта добива во темпо, се разгорува и повторно 4 поени предност за Феникс на 2 минути и 8 секунди до крајот, 51-45, 6 поени предност. Првите поени на Ден Мајерли беа тоа. И во четвртиот меч, иако постигна сам, а ние ќе повторам уште една, се сеќаваме на него по Олимписките игри во Сеул, кога и не прикажа баш некоја особена игра, заедно со Робинсон и останатите кошаркари на Соединетите Американски држави дојдоа само до третото место и бронзениот медал. Џордан и Мајерли. Како и во најголемиот број случаи до сега, Џордан ова го решава со поен, овој пат само 2. 51-47, 4 поени предност за Феникс. Баркли и Стейси Кинг. Лична грешка на Скот Вилијамс. Се насади некако на Чарлс Баркли. А ова се поените на Мајкл Џордан. Едноставно рипна, се дигна. Ден Мајерли познат како добар одбранбен играч, меѓутоа кога е против Џордан воопшто не може да се приметат неговите дефанзивни квалитети. Баркли повторно на линијата за слободни фрлања и неговото прво промашување. За едно слободно фрлање не мора да се убие. Попријатно е кога ќе се насмее, иако има заштитна гума на забит. Во вториот обид успешен. 16 поен на Чарлс Баркли.
Играчите од клупата на Феникс постигнаа само 2, на Чикаго 11 поени. Впрочем, Пол Вествал и не прави големи замени, влегуваат само 1-2 кошаркари од клупата. А оваа блокада беше над Майкл Џордан. Дени Ејндж повторно е во игра. Што се залюби Пол Вествал во неговата игра не ми е јасно. Посебно на оваа средба не направи апсолутно ништо или пак одмара некој друг играч, кој се изгледа не Кевин Џонсон е во игра. Го нема Ричард Думас. Џордан продолжува со тактиката сврти се и шутни, негов 17 поен. 52 спрема 49. Влегуваме во последната минута од првото полувреме. Баркли и Скот Вилијамс. Изворена демонстрација на игра 1-1. Чарлс Баркли 18 поен. Најефикасен на средбата. А Џордан успеа да го погоди во нога Ден Мајерли. Многу прецизно, топката излезе во аут и уште еден напад, нови 24 секунди за Чикаго. Сега Џордан удвоен, дојде на помош тамо Оливер Милер. И уште еднаш сега помогна Ден Мајерли. И за малку Кевин Џонсон ќе украдеше оваа топка. Не е познат како добар лопов. Меѓутоа од време на време и он знае да освои некоја топка, многу почесто ги губи. Џон Пексон повторно во игра. Дали ќе продолжи својата изворена серија од 9 поени, сите постигнати од обиди за 3 поени. Скот Вилијамс. Аут во напад Феникс. Претходно Пол Вествал побара тайм-аут. Еве го Џордан со неговиот учинок во првиот надпревар 31, во вториот 42 поени, Баркли во првиот имаше 21, во вториот исто така 42. Во третиот Мајерли постигна 3 тројки, поточно 6 тројки. Џордан во третиот надпревар постигна 44 поени, Баркли 24 во последниот надпревар. Џордан 55, Баркли 32, а на оваа средба до сега Баркли 18, Џордан 17. Се разбира, овој дуел, иако не е директен помеѓу двајцата кошаркари, е во центарот на вниманието. Двете мега звезди, останатите играчи, па макар тоа било и Скоти Пипен и Хорас Грент и Ден Мајерли, се во сенка на овие двајца кошаркари. Да видиме што сега ќе изведе Чарлс Баркли. Уште една секунда. За жал нема поени, останува на своите 18. И уште една со насмевка го проследува своето промашување на спротивната страна Џордан со 17 поени, најефикасен во редовите на Чикаго. Успеа и да му дофрли нешто на Пипен. Баркли се насмеа, меѓутоа не верувам дека му беше смешно на Скоти Пипен. Уште да постигнеше поени. Меѓутоа топката не го посака. Значи, по првото полувреме резултатот е 55. And back again, I tell you I am just your friend. Nice and slow, that's how we go. My love to you, I'll let it flow. You want me, come on, think again. Because a magic friend, that's what I am.
последниот тон, сега се е во ред, имаме слика, имаме тон, јас сум тука што се вели и може да продолжиме со преносот. Го гледаме учинокот на Ричард Думас, резултатот да повторам уште еднаш е 65-55. Ричард Думас во првата четвртина 10, поточно во првото полувреме, а до сега уште 11 поени. Значи во секој случај Ричард Думас 21 поен, 7 минути и 25 секунди до крајот, да видиме што ќе стори Чикаго за да го оспори играта и предноста на екипата на Феникс Санс. Ричард Думас, што би рекле американците, on fire, негов 23 поен, 67-55, 12 поени предност за Феникс. Истата оваа разлика Феникс имаше и по првата четвртина, меѓутоа во втората одлично одигра Чикаго, успеа да ја заврши само со 5 поени предност. Ова треба да е Вил Пердју, значи тој влезе на крајот од првото полувреме, ја продолжува играта и во второто. Видовме во неуспешен обид. А сега топка за Чикаго. Чарлс Баркли. За разлика од четвртиот надпревар, овој пат многу насмеан. Во четвртиот доби бори од мрштење и од мргодење. За сега се оди според плановите и според очекувањата на Феникс. Майкл Џордан. Од неизградена ситуација, помалку го исилува шутот и се разбира непрецизно. Во напад е Феникс. Кевин Џонсон, лична грешка на Армстронг. Не следевме едно 3,5 минути од второто полувреме, ја загубивме онаа статистика што имавме, меѓутоа во секој случај со помош на статистиката што излегува на екранот ќе успееме да ги усогласиме и да ви информирам за бројот на кошевите на одделни кошаркари. Еве за Думас знаеме 23, па приде уште 5 скокови, а Кевин Џонсон продолжува со своите промашувања. Ова мора да биде лична грешка и тоа од Марк Вест. Така е, лична грешка на Марк Вест, а Скоти Пипен би требало да застане на линијата за слободни фрлања. Прва лична грешка на првиот центар на Феникс. Скоти Пипен прецизно. Уште да излезе неговата статистика, па ќе знаеме колку кошеви дал. На местото на Вест, Оливер Милер во игра, значи Феникс повторно со двајца дебитанти во петорката што е на теренот. Скоти Пипен и во вториот обид прецизен. 67-57, 10 поени предност за Феникс. Џонсон до Маерли во обид за 3 поени. Прецизно. Маерли со кренати раце. Не знам колку поени има, кога по првото полувреме имаше само 3, една тројка. Ако не постигнал во меѓувреме уште некој поен, ова треба да е 6-ти негов поен. И уште еднаш поените на Ден Маерли. Слободни фрлања за Скоти Пипен. 3 поред успешно. И во четвртото ја прекина серијата. Кевин Џонсон. 70-58, 12 поени пренос за Феникс. И се разбира долг напад. Лична грешка на Хорас Грант. Лесно препознатлив по белите наочари.
Баркли повторно бара топка. Решил или да постигне поени или да го исфрли Хорас Грент со 5 лични грешки. Убаво Думас, меѓутоа не се реши да упати удар Оливер Милер и еве сега грешка. Грешка на Кевин Џонсон. Џордан. Немаше лична грешка тука. И Думас со забивање 25-ти негов поен. Џордан незадоволен, протести и од публиката. Очекуваа да биде свирната лична грешка, меѓутоа не знам дали требаше да се свири. Сите што беа околу Џордан со кренати раце, меѓутоа никој не одеше на него, да видиме уште еднаш. На место стоеше Оливер Милер, може би имаше тука контакт за лична грешка. Да видиме уште еднаш. Меѓутоа факт е и дека Џордан одеше на него. Како и да е, предноста на Феникс е зголемена на 14 поени. Да сум јас овде судија, би му свирнал, се извинувам, би му свирнал и техничка лична грешка на Џордан. Многу ред Џордан прв влегува, публиката станува и со аплаузи го дочекува. Се разбира со желба да се намали водството на Феникс и Чикаго на овој пети надпревар да освои третата титула последовно. Майкл Џордан 72 спрема 60. Баркли се бори таму за позиција. Успеа да добие топка, крај него е Скот Вилијамс. Краток е Баркли во овој шут. Патен барем лична грешка. Џон Пексан. Тројца кај Џордан. Пексон за 3 поени. Иако во меѓувреме, додека не гледавме, не промашил, ова е негов четврти обид и четврта тројка. Вкупно 12 поени за Џон Пексан. 72 спрема 63. Сега 9 поени предност. Баркли се бори да добие топка. Буквално се бори. Бадијала се бори Баркли кога Кевин Џонсон шутира непотребно и сега уште еден обид за 3 поени и од 12 само 6 поени предност. Ете како во NBA лигата, во овој спорт, во кошарката се топи една голема предност од 12 поени, 2 обиди за 3 поени, 2 пати успешно, најпрвен Пексон, сега Џордан и само 6 поени предност за екипата на Феникс. 6 многу лесно достигливи поени предност. Чикаго Булс во последните 1 минута и 23 секунди направи серија од 8 спрема 0. 2 тројки, не беше ни толку тешко, 2 тројки на Пексон и на Майкл Џордан. И уште приде 2 поени и сега резултатот е 72 спрема 66. Џонсон. Баркли, веднаш двајца крај него. Ричард Думас. И Майкл Џордан, небески скок. Го има и во нападот и во одбраната во овие моменти, меѓутоа Феникс во напад. Дали беше непрецизна асистенцијата или не очекуваше оваа топка неговиот соиграч под кошот. Тоа кошаркарите на Феникс многу и не ги интересира, битно оние имаат сега топката. И Кевин Џонсон по серија непрецизни удари го зголемува водството на 8 поени, 74 спрема 66. Пипен, Пексон. Повторно Пипен. Нема поени, а има лична грешка на Чарлс Баркли.
Каков скок беше ова на Джордан. Армстронг се враќа во игра. Во игра е и Џон Пексон, тоа е вообичаената замена, меѓутоа овој пат Армстронг на местото на Скот Вилијамс, ако не се лажам. Значи со тројца ниски. Џон Пексон, Армстронг и Мајкл Џордан. Ако може воопшто Џордан да се смета за низот, тој може да игра каде сака буквално на теренот. Бек крило центар, само кажи ми што сакаш. 74 спрема 68. И Дени Ејнч ја загуби топката. Повторно тој Дени Ејнч. И сега Џордан се враќа во игра, но нема поени, има само лична грешка. И сега грчко-римски стил меѓу Баркли и Џордан. Трета лична грешка на Оливер Милер. Ова се обидите на Мајкл Џордан од слободни фрлања. спрема 69, 5 поени предност за Феникс. Одлична игра на Чикаго, меѓутоа предноста на Феникс каква таква и натаму останува. Убава асистенција на тандемот Баркли Милер, поени за Оливер Милер, 7 поени предност за Феникс, 76 спрема 69. Пипен. Баркли е крај него. Армстронг за 3 поени. Скок на Милер. Денмајер ли за 3 поени сега? И тој промашува, меѓутоа една добра работа што направи Дени Ејнч. Офанзивен скок. Само да не се окуражи многу, секако ќе сгреши. Публиката бараше чекори тука, но како и да е, Џон Пексон ја освои оваа топка, а Мајкл Џордан повторно во стилот ајде да летаме заедно. Мајкл Џордан со забивање во последната минута го намалува водството на Феникс на 5 поени, 76 спрема 71. Лична грешка на Пипен. Фил Џексон подзинат. Трета лична грешка на Скот и Пипен. Да видиме уште еднаш, а ова е одземената топка. Ми се чини дека Пипен ја украде оваа топка, не е Џон Пексон. А сега го видовме и легендарниот јазик на Мајкл Џордан. ...22 поени на Чарлс Баркли и 5 скока. 23 ладнокрвен. И Френк Џонсон влегува во игра на местото на Кевин. Остај што ќе постигне кош, него и ќе испровоцира со зборење. Еве повторно му се занесе во лицето на Скот и Пипен. Пипен се чини овде идеше на лична грешка.
меѓутоа успева да си исправи своето промашување и сега тој возвраќа на Баркли. Многу интересен дуел. Многу интересен дуел, и двајцата ефикасни, и двајцата расположени за игра и расположени можеби уште повеќе за зборење. На 12 секунди до крајот лична грешка на Стейси Кинг. Според најголемиот дел од публиката, ова не требаше да се досуди, а еве го уште еднаш дуелот меѓу Пипен и Баркли. Оној вербален. Оливер Милер добро се снаоѓа во оваа четвртина, убаво игра, а на местото на Баркли влегува Ричард Думас. Мудра замена на Пол Вествал, нема потреба да се заработи некоја техничка лична грешка во вакво зборење со Пипен, ниту пак обична. Баркли му е потребен за последната четвртина. А третата, Феникс, ја завршува полека во своја корист. Резултатот е 80-73 и заврши со овој резултат. Значи 7 поени предност за екипата на Феникс, 80-73. 29 поени на Майкл Џордан во оваа четвртина 12. Феникс во постојано водство. Во првата четвртина 33-21, првото полувреме заврши со резултат 54-49. И во третата четвртина, по третата е како на почетокот на овој плей-оф. И многу тешко ќе биде на домашен терен кошаркарите на Чикаго поточно на гостински терен кошаркарите на Чикаго да дојдат до победа. Овде е далеку полесно, меѓутоа во петиот надпревар не оди секако што треба. Феникс разигран и дебитантот Думас. Негови 25 поени, наефикасен на средбата е Майкл Џордан со 29, Скоти Пипен 17, Баркли 24. Добра игра и на Кевин Џонсон. Според оваа наша статистика овде треба да има 14 поени. А добар е и Пексон со 4 тројки, вкупно 12 поени. Уште еднаш го слушаме оној велам според тие некои анкети што се водат во NBA лигата, а таму се водат анкети, статистики и евиденции буквално за се. Најлошиот спикер во NBA лигата ги забавува овие 17.339 гледачи. Во Чикаго стадиумот, држава Илинојс. Значи се остваруваат прогнозите на Чарлс Баркли во овој надпревар, во досегашниот негов тек. Чарлс Баркли очекува сигурна победа на неговиот тим. Засега успешно го предводи, на теренот успешен. Инаку многу интересна неговата последна иницијатива на Чарлс Баркли, вели дека треба во NBA лигата да се воведе допинг контрола. Баркли одговорил дека тоа е точно кога е во прашање некој што заработува 10 до 15.000 долари годишно, но ако добива по 3 до 4 милиони долари, тогаш мора да се знае дали ги заработува чист или пак нафилуван. Тоа е мислењето на Баркли, а јас би се сложил со него. Последната четвртина Феникс ја започнува без својот најдобар кошаркар и со предност од 7 поени, 80-73. Лична грешка на Френк Џонсон. Скоти Пипен 19 поени. Чарлс Баркли
24. Пипен. Маерли ја пресече таа топка и овде постојано им противречам на судиите, меѓутоа ми се чини дека ова беше чиста банана на Оливер Милер. Хорас Грент на линијата за слободни фрлања. А ако не постигнал поени додека не го следевме над преварот, за сега се уште нема постигнато ниту еден. Така е. Хорас Грент невообичаено, би рекол и невозможно, без поени во 3/4. И натаму во истил. Меѓутоа, тука е Скот Вилијамс да ја освои оваа топка. И Трент Такер е во игра, сега ја има топката. Скок на Марк Вест. Френк Џонсон во напад. Дени Ејнч. Напамет кон Вест, меѓутоа срекно останува Феникс во напад. И сега убава асистенција на Френк Џонсон, а поени на Оливер Милер. Поддршка од Чарлс Баркли. Убава игра на Феникс, 82/73. Грент. Такер. Мора да се шутира веќе. Се реши Такер и прецизно. Ветеранот, искусно, прецизно. 1,5 минута си игра од последната четвртина, 82/75. Ден Маерли и лична грешка на Скоти Пипен. Вели дека Маерли него го држал. Не сум убеден дека со право протестира. Чекори сега на Милер. Интересни се овие реакции на обете клупи. Кај Феникс најчесто реагира Пол Вествал, за разлика од Том Чемберс, што убаво си го гледа над преварот од страна. Како гледач, многу малку беше во овој пети надпревар во игра. И сега загубена топка од Скоти Пипен. И тој бара фаул. Френк Џонсон. Милер. Скот Вилијамс. Топка за Маерли. Убав лес на Ден Маерли. Ова би требало да биде негов 8 поен. 84/75. 9 поени предност. Хорас Грент. Пипен и Маерли повторно. Скот Вилијамс. Дени Ејнч. Овој пат Вилијамс непрецизен. За среќа на екипата на Феникс. Дени Ејнч бара топка. Не ја добива. Френк Џонсон се решава на удар. И поени на Дени Ејнч. Баркли задоволен. Најтемпераментен е тамо на клупата на Феникс. Прекрасна блокада на Вест, меѓутоа претходно лична грешка е досудена на Оливер Милер, негова четврта лична грешка.
Ова е Џон Пексон. Хорас Грент. Лична грешка на Мајерли. Пол Вествал полека го фаќа нервоза, му се гледа од погледот. Неговиот тим води, блиску е до победата, меѓутоа колку блиску толку и далеку. Хорас Грент само 3 скока на денешниот надпревар, 4 обиди да постигне поени неуспешни, 2 видовме и од линијата за слободни фрлања. И еве го неговиот прв. Голема поддршка и од трибините, како да постигнал 100 поени, поставил некој рекорд. И веднаш се потруди да ги разочара, остана на тој 1. 1-1. 86-79. 7,5 минути до крајот на надпреварот. Баркли и Вилијамс. Удвојување од Хорас Грент, Кевин Џонсон и многу значајни поени. Кога е сето внимание свртено кон Баркли, многу е важно некој друг кошаркар да се разигра и да ги постигнува овие поени. 88-79. Џон Пексон одамна не упатил удар за 3 поени. Баркли, се извинувам, Џордан прецизно, 31 поен. Баркли има 24. Кевин Џонсон. Убаво решение на плеймейкерот на Феникс. Мина покрај Скот Вилијамс. Сега Пипен. Блокада на Марк Вест и топка за Феникс. Контранапад. И лична грешка на Џордан. Ако постигнеше Ден Мајерли поени, ми се чини дека судиите ќе дозволеа предност. Ова беше досуден прекршок со задршка, би рекол. Поглед на судијата што ќе направи Ден Мајерли. И од овој агол не се виде што направи тука Мајкл Џордан. Ми се чини дека и не мораше да се досуди лична грешка. (90-81), тайм-аут за Фил Џексон. Карскиот терен за огромна сума премина во Феникс и му се оствари сонот да игра во финалет, уште да го освои шампионскиот прстен, меѓутоа рано е уште за такви прогнози. Чикаго води со 3-1 и според тоа Чикаго е многу поблиску до третата титула последовно. Ден Мајерли е на линијата за слободни фрлања. Прецизен во првиот обид. Велам повторно, ако нашата статистика е точна, ова треба да бидат 9-тиот и 10-тиот поен на Ден Мајерли. 92-81, 11 поени предност, уште нешто повеќе од 6 минути до крајот на надпреварата. Џордан не го сакаше сега топката. Хорас Грант и Скоти Пипен. Дваесет и втори поен на Скоти Пипен. Сега буквално после секој контакт играчите бараат фаул да се суди. Мајерли, Кевин Џонсон, убава асистенција и скок на Мајкл Џордан. Еве ги скоковите. Феникс купно 40, уште еден скок на Баркли, а Чикаго 28. Дени Ејнч.
Има уште време, меѓутоа како полека да тоне бродот на Чикаго, немаат решение во нападот, а многу бргу примаат кошеви во одбраната, но тука е Джордан, негов 33-ти кош. 9 поени предност. За евентуален пресврт на оваа средба потребно е далеку подобра игра во одбраната на Чикаго. Уште една освоена топка. Тамо Кевин Џонсон падна преку судијата и сега ова е типичен пример кога се нема среќа. Ден Мајерли деконцентриран, многу грешки на обете страни, да видиме кој ќе извлече корист од сето тоа. Џон Пексон сега бунар, но Скот Вилијамс поправа, само 2 поени. 94 спрема 87. 4 минути до крајот. Водство на Феникс. Веднаш двајца крај Баркли. И лична грешка на Хорас Грент. Со сомничав поглед кон семафорот. Кон судијата Скоти Пипен во разговор со него. А Кевин Џонсон 18 поени и 6 асистенции, еве го и 19-тиот. Охрабрување од Чарлс Баркли. И Армстронг е во игра на местото на Скот Вилијамс. Со Хорас Грент, Чарлс Баркли води друг разговор, насмејане, а со Скоти Пипен прекунишен. Поените нема да важат, така е, лична грешка на KJ. Негова прва лична грешка. Джордан без 34-тиот поен. Мајкл Џордан само 2 пати успешен од 7 обиди од линијата за слободни фрлања во оваа четвртина. Сега нешто го подобри просекот, а 8 поени предност е за Феникс Санс во самиот финиш од петиот надпревар од финалето на NBA. Дени Ејнџ многу храбро, би рекол и безобразно, од огромна далечина постигнува 3 поени. Дали става точка на оваа средба? Очајнички поглед на Фил Џексон. Не знам кому сега му вика, кому му се буни. Никој не му помогна на Дени Ејнџ да постигне 3 поени, може само да се буни на своите играчи. И нив да им вика. Еве го Дени Ејнџ. И кога не му оди, дава се од себе. Многу борбене, би рекол и многу корисен пред се за моралот на екипата, а од време на време знае да изненади и со вакви поени. 11 поени предност е сега за Феникс. И би рекол прават пресврт. Кевин Џонсон за сега во овој обид им оди од рака, а Мајкл Џордан фаулиран од Марк Вест. Добар прекршок, би рекол, на Марк Вест, прекршок за да не успее Мајкл Џордан да постигне 2 поени.
Негова трета лична грешка, еве ги обидите за слободни фрлања, Феникс 84%, а Чикаго само 61%. Катастрофално слабо за тимот на Чикаго Булс. Джордан 35 поени, 36 поени поточно. Уште 2,5 минути до крајот, се помалку време. Сам беше Кевин Џонсон, а сега Ден Мајерли. Не успеа да постигне поени, Джордан го предводи нападот на Чикаго. Веројатно тој ќе го заврши. Крај него е Мајерли. Поени на Майкл Џордан, 38. Пол Вествал се мисли дали да викне тайм-аут или да почека уште малку. 99 спрема 92. Нешто помалку од 2 минути до крајот на средба. Баркли. Сега добро би дошле 2 поени за тимот на Феникс. Одлично решение на Баркли и поените ќе важат. Поените ќе важат и веќе прегратки и честитки на кошаркарите на Феникс. Тоа се 9 поени предност за овој тим, а ќе има и дополнително слободно фрлање. Кевин Џонсон постигна 22 поени, ова претходно е 38 поен на Майкл Џордан. А ова се поените на Кевин Џонсон, што можеби значат победа втора на кошаркарите на Феникс во дуелот со Чикаго Булс. Уште еден тайм-аут. Фил Џексон по редот на работите би требало Кевин Џонсон. 26 годишен, 5 години веќе е професионалец. Има 188 сантиметри. Представува голем потенцијал, меѓутоа кошаркар кој уште треба да учи и да работи на скротување на својот темперамент. 101 спрема 92, 9 поени предност, 1 минута и 41 секунда до крајот и слободни фрлања за Кевин Џонсон. Негов 23 поен и 10 поени предност за гостинските кошаркари. Треба да се упати удари, тоа што побрзо. Лична грешка на Кевин Џонсон. Сега обратна ситуација под противничкиот кош. Претходно прекршок на Џордан над Кевин Џонсон, а сега прекршок на Кевин Џонсон над Џордан, само што Џордан не успеа да постигне 2 поени. Вкупно 38, еве го и 39-тиот, а 10-ти во последната четвртина. Четириесет поени за Майкл Џордан. Майкл Џордан во досегашните 4 надпревари во просек точно 43 поени по надпревар. Баркли не успеа. Во напад Чикаго, Скоти Пипен. Празен му беше просторот пред него. Ми се чини дека му испадна топката од раце. Уште 60 секунди го делат Феникс од победа во петиот надпревар со Чикаго Булс. 25 поен на Кевин Џонсон, 104 спрема 94. Џордан неуспешно и веќе и на публиката и на клупата на Чикаго им е јасно дека Феникс ја забележува својата втора победа. Трибините полека се празнат, би рекол дека е подобро вака за кошарката. Ќе гледаме уште дуели меѓу Баркли и Џордан, меѓу Феникс и Чикаго. А наредниот веќе е во понеделник во 1 часот изутрина во Америка Вест Арена.
Чарлс Баркли, честитки до Кевин Джонсон, честитки од Пол Вествал и Ричард Думас. Чарлс Баркли 24 поени и многу малку скокови, само 6 на оваа средба. Земен е тайм-аут од Фил Джексон. Само тој ми се чини не се предава во овие моментперс. Убаво си го одгледа овој надпревар од клупата, а на крајот дури и задоволен ќе ја напушти салата. И Пол Вествал мирно седнува. Се играат последните 30 секунди, 32 секунди од петиот надпревар. Джордан се обиде да постигне 3 поени и да изнуди лична грешка, а од тоа му успеа само да изнуди лична грешка. Од 8, 6 пати успешен од линијата за слободни фрлања и 7-миот пат успешен, со тоа го постигнува и својот 41 поен. И Трент Такер влегува во игра на местото на Џон Пексон. Пексон како да се замори по оние 4 тројки што ги постигна. Во вториот обид Џордан би рекол и намерно промашува за да остане Чикаго во напад, во тоа успева. Време се помалку, уште 31 секунда до крај. И повторно Пексон во игра. Интересна замена. Не знам само која беше целта, во секој случај. Еве го Џордан, за 3 поени Пипен. Нема поени. Армстронг промашува. И нема ни лична грешка. Изминуваат последните секунди. Еве сега на 13 секунди, неполни 14 поточно до крајот. Прекршок над Дени Ејнч. Чарлс Баркли е веќе надвор од игра. На клупата го очекува крајот на оваа средба. А за прв пат во игра во финалните надпревари Джерод Мустаф влегува во игра. Поранешен кошаркар на екипата на Нью Йорк Никс. Дени Ејнч. Само 7 поени. И уште 1-8. 106 према 95. Трент Такер. Тројка на Такер, само колку да се намали предноста и веднаш лична грешка над Френк Џонсон. Помошниците на Пол Вествал сега погласни од главниот тренер. Френк Џонсон делува како пигмеец покрај другиве кошаркари, помалку и смешно, меѓутоа висок е 185 сантиметри. И еве го крајот на надпреварот, значи по петиот надпревар 3:2, задоволна насмевка на лицето на Чарлс Баркли, како и на сите други кошаркари во тимот на Феникс Санс, еве го и Пол Вествал, секако задоволен, 10 поени предност